присутни почитувани гости, дами и господа, добар ден. Денес сме собрани овде пред споменикот на македонскиот револуционер и идеолог Гоце Делчев во чест на 116 годишнината од смртта на великанот на македонската револуционерна борба, патронот на нашиот град. Гоце Делчев е роден на 4 февруари 1872 година во Купи. Како прво машко дете, трето поред на бројната фамилија Делчев, која имала вкупно 9 деца. Татко му, Никола Делчев, бил кукушанин, а мајка му, Султана Нурџиева, потекнува од блиското село Муранци. Во 1879-1880 година Гоце Ѓорги Делчев започнува да го посетува прогимназијалното училиште во Кукуш. Гоце потоа го завршил средното образование во Солунската машка гимназија Свети Кирил и Методи. Се запишал во военото училиште во Софија во 1891 година. Подоцна, како питомец во военото училиште во Софија, тајно ги посетувал социјалистичките кружоци и ја ширал социјалистичката литература, зашто е исклучен од училиштето. Делчев станал учител во Штип, но во село, во 1894 година, каде што се запознава со Даме Груев, еден од основачите на ТМОРО. Како резултат на блиското пријателство меѓу двајцата, Делчев им се придружил на организацијата во 1895 година, набрзо станувајќи нејзин водич. Во летото 1896 година во Солун се одржува конгрес на македонските и одринските револуционерни сили. На конгресот присуствувал и Гоце Делчев. Ѓорги Николов Делчев е македонски револуционер, учесник во македонското револуционерно движење, деец на македонската револуционерна организација, апостол и срцето на Македонија. Ѓорги Николов Делчев е идеолог, организатор и водич на македонското револуционерно народно-ослободително движење во крајот на 19-тиот и почетокот на 20-тиот век. На македонското ослободително дело Гоце Делчев можеше да му посвети само една деценија од својот краток живот, но и таа деценија беше доволна. Тој да биде и остане срце и душа на револуционерното движење на Македонија, олицетворение на искрената и со ништо не извалкана автентичност на тоа движење. Гоцевата визија за независна Македонија го направи нераскинлив дел од нејзината историја. Гоце Делчев во рожба на својата епоха го изразувал стремежот на македонскиот народ за ослободување од отоманското робство. Изразнат врз идеите и искуствата на европските и балканските револуционерни демократи, кој свиот свој животен пат и го посветил на македонската национална револуција. Гоцевата саможртва за делото на ослободувањето на народот во Македонија и создавање на независна или автономна македонска држава му го донесе ореолот на признание и почит. Гоце Делчев е визионерот кој пред повеќе од еден век го разбра светот како поле за културен надпревар на народите, а загина на 4 мај пред 116 години. Беше убиен од турскиот аскер во 1903 година во селото Баница. Неговите посмртни останки прво се чуваат во Баница до 1917 година, а потоа во Софија. До 1923 година овчежето со коските се чува во домот на Михаил Чаков, а на него пишувало: ги заколнуваме поколенијата што доаѓаат, светите коски да бидат погребани во главниот град на независна Македонија, август 1923 Илинден. Заветот е исполнет и на 11 октомври 1946 година се пренесени во Скопје, во црквата Свети Спас. Почитувани присутни, почитувани гости, дами и господа, со големо поклонение кон неговото дело и неговата личност, ве поканувам сите присутни да му отдадеме почит со едноминутно молчење.